Сместена од левата страна на реката Драгор во близина на некогашниот овчи пазар и Дебојот, единствена во регионот со отворен трем и според записите со две минариња. Хајдар Кади џамијата во Битола е изградена во 1561-62 година, изработена по проектот на проучениот турски архитект Синан Мимар, кој бил нарекуван Микеланџело од Блискиот Исток поради грандиозноста на Сулемановата џамија во Истанбул и Селимовата џамија во Едрене, кои исто така биле негови дела, а со финансиски средства на Хајдар Кади, кој во тоа време е кадија во Битолскиот крај. Денеска, по многу децении, блесна во својот полн сјај, реставрирана со автентичниот некогашен изглед. Бројни турски делегации и подпредседателот на владата на Република Турција, голем број верници од исламската вероисповед, како и представници на Битолското муфтиство и исламската верска заедница во земјава, денеска официјално ја отворија оваа џамија, така наречена убавица на Балканот. Bu Makedonya Kültür Bakanlığı nezdinde Makedonya hükümetine Му се заблагодарувам на Министерството за култура на Македонија, aynı şekilde Makedonya İslam Birliği'ne, на Исламската верска заедница во Македонија, Manastır Müftülüğü'ne bu eserin restorasyonunda bize gösterdikleri yardımlar için teşekkür ediyorum. на муфтивството на манастир и сите други што нас не поддржува и не помага за да го реализираме ресторација. Битолското муфтиство на Исламската верска заедница со помош на Генералната дирекција за фондации на Република Турција го отпочнаа процесот на реставрација на џамијата. Финансиската пресметка за реставрацијата е околу 2,5 милиони евра донација од Генералната дирекција на вакуфи од Турција, а реставрацијата според старата неимарска традиција ја вршеше специјализираната компанија Догуш од Анкара. Дел од верниците со реакција за истакнувањето на знамето на Албанија на оградата од минарето. Тоа е чиста провокација, бидејќи на минарето треба да стои знамето на припадниците од исламска вероисповест. Мислам дека е тенденциозно поставено и точно кога доаѓа делегација од Турција, подпредседателот на владата на Република Турција, со високи функционери и министри, тенденциозно е направено и тоа, мислам, ги изреволтира и другите граѓани. Не само македонскиот народ, туку и припадниците од турската заедница, од ромската, сите оние што припаѓаат на муслиманската вероисповест. Историјата говори дека Хајдар Кади џамијата била реставрирана последен пат во 1890 година, во 1910 година пред посетата на султанот Решат Петти на Битола. По двете светски војни од неа остана само фасадниот дел. Дворот беше претворен во депонија, а во вечерните часови таа стануваше легло на наркозависници и вандали. Сега овој објект, поради своето големо значење, ќе добие и силна туристичка валоризација.